Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Диети. Знаеме многу за режимите на исхрана за намалување на телесната тежина, начинот на кој се спроведуваат и резултатите што ги ветуваат. Тоа е едната страна на приказната на овој глобален феномен за симнување на килограмите. Но дали сме доволно информирани за негативните последици во текот и после нивната примена, ако неправилно се спроведуваат? Пожелно ли е да се исфрлат мастите од исхраната, за да се постигнат посакуваните ефекти? Дали мастите се пријател или непријател на нашиот организам? Што е поздраво? Исхрана со помалку шеќери или со зголемен внес на протеини? Како да знаеме дали одредена диета е добар или штетен избор за губење на килограмите? Одговорите ќе ги побараме од професор доктор Катерина Тошевска-Трајковска, специјалист по медицинска биохемија. Разговорот ќе го проследите, веднаш по рекламите се гледаме набрзо во студиото. За диетите, мастите во телото и во исхраната. Денеска разговараме со професор доктор Катерина Тошевска-Трајковска, специјалист по медицинска биохемија од Институтот за медицинска и експериментална биохемија. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добре ве најдов, поздрав до гледачите. Професорке, многу луѓе се обидуваат да ги избегнат мастите во исхраната, стравувајќи дека ќе им се качи холестеролот во крвта. Па дали се мастите пријател или пак непријател на нашиот организам? Интересно прашање. Најдовте вистински соговорник на оваа тема, бидејќи мојот докторат и најголемиот професионален ангажман е токму посветен на липидите, односно мастите. Мастите се штетни за нашиот организам доколку се во прекомерна концентрација, но тие се неопходни за изградба на секоја поединечна човечка клетка и без масти ние воопшто не би можеле да функционираме. Од каде е биолошкото значење на мастите? Мастите се составен елемент на клеточните мембрани, а секоја клетка е заобиколена со клеточна мембрана. Клетката може да нема јадро, како што се еритроцитите, но поседуваат, зборуваме за еукариотски организми во кои што припаѓаме и ние. И изградбата на клеточната мембрана се должи токму најголем процент на фосфолипиди, тоа се сложени масти, и холестерол. Холестеролот е познат за гледачите, но не е само ризик фактор за коронарна артеријска болест, туку е неопходен прекурсор, односно претходник во синтезата на клучни биолошки материи во нашето тело, тоа се хормоните. Мастите, триацилглицеролите, кои што се една од класата на масти, се извор на енергија, кои што се депонираат во клетките, се депонираат главно во масното ткиво, во адипоцитите. Но исто така мастите се неопходни за синтеза на жолчни масни киселини, односно холестеролот, кој што го знаат како ризик фактор за коронарна артеријска болест, се разградува единствено во црниот дроб, се претвара во жолчни киселини. Не би имале жолчни киселини, кои што имаат друга функција во нашето тело, доколку нема холестерол, бидејќи тие се разграден продукт на холестеролот. И уште една клучна улога на мастите, а тоа е синтеза, односно ресорбцијата, не синтезата на липосолубилни витамини, витамини растворливи во масти, како што се витаминот А, витаминот Д, Е и К. Така што колку што имаат повеќе значајна улога како градбени елементи, физиолошка функција, но прекомерната концентрација, а подоцна ќе проговориме што значи прекомерна концентрација на масти, на кои параметри, односно на кои класи на масти се однесува, може да бидат и се ризик фактор за коронарна артеријска болест и за други болести. Дали мастите мораме да ги внесеме преку исхраната или пак и нашето тело може да создаде дел од нив? Да, многу убаво прашање. Имаме екзоген внес на масти кои што ги внесуваме со исхраната, и ендогена синтеза, ендогено создавање на масти. Тоа значи дека нашето тело, главно црниот дроб и еден дел во цревата, се создаваат масти. Мастите, морам едно академско кратко предавање, се поделени во 4 класи. Тоа е класа на хиломикрони, тоа е класа на липопротеини кои што содржат најмногу екзогени масти, триацилглицероли, ние што ги внесуваме со исхраната. Но тие одма се разградуваат под дејство на одредени ензими и ние не ги детектираме, не ги одредуваме во лабораторија. Потоа имаме класа на така наречени
липопротеини со многу мала густина, кои што се носители, транспортери на ендогените масти, тие кои што ги создава нашето тело, се создаваат во црниот дроб. Во циркулацијата, под дејство на одреден ензим, доаѓа до претворба од оваа класа на липопротеини во една интермедиерна класа, меѓуформа, за да го добиеме така наречениот лош холестерол, оној што го знаат нашите граѓани како холестерол кој што се таложи под зедовите на крвните садови, затоа што вие нормално општата популација не знае кој е лош и кој е добар, односно од каде произлегува добрината или лошотијата на одреден холестерол, но знаат дека им е покачана одредена фракција. Значи, фракцијата на ЛДЛ липопротеини е носител на естерифициран холестерол, кој што се таложи по интимите на крвните садови и тоа е главниот виновник за формирање на атероматозна плака. Меѓутоа има неколку процеси за да се формира оваа атероматозна плака. Предходно треба една масна наслага да се добие и потоа има понатаму еволуција, воспалителен, бидејќи во атероматозата не е само таложењето на естерифицираниот холестерол, туку и миграција на инфламаторни клетки, така што тоа е еден заеднички процес кој што се надополнува. И добриот холестерол, тоа е ХДЛ холестеролот, кој што има улога единствено тој да го преземе холестеролот од периферијата, ние велиме, од крвните садови, од периферните органи, преку циркулацијата да го донесе до црниот дроб, каде што ќе се метаболира понатаму и ќе се разгради со учество на мноштво ензими и протеини. Кога станува збор за мастите што ги внесуваме преку исхраната, и тука има различни видови на масти, знаеме сите дека трансмастите се штетни, но долго време постоеше убедување дека и мастите од животинско потекло се поштетни за нашиот организам во споредба со мастите од растително потекло. Па сега каде е вистината? Вистината е во насока на тоа дека не треба да се плашиме од мастите од животинско потекло. Точно е, ставовите се сменија пред 30 на години. Засетените масти, односно мастите од животинско потекло, беа ставени на црна листа како материи кои што треба да се избегнуваат. Но низ годините ставовите се менуваат, но не се тоа произволни ставови, туку резултати и мислења кои што се стекнуваат со низа научни истражувања. Бидејќи јас доаѓам од Институтот за експериментална медицинска биохимија, каде што сите наши тврдења ги базираме врз основа на научни истражувања и научни согледувања. Има многу студии кои што се направени за улогата на мастите, на заситени и на незаситени масти. Меѓутоа, да не дозволиме индивидуално да се толкуваат резултатите од наудите од овие истражувања, бидејќи индивидуално знае малку субјективизам да вклучат одредени лица кои што ги толкуваат резултатите без да имаат добра подлога, конкретно кога станува збор за метаболизмот на липиди. И затоа сепак дефинитивно ќе потврдам уште еднаш, засетените масти се потребни за нашето тело, но во умерена количина. Дали тоа значи дека можеме да конзумираме сланина, да, апсолутно, да, сланина, чварки, изнутрици тие што сакаат, понатаму јајцето, знаете, јајцето дека беше исто на црна листа пред многу години, меѓутоа јајцето покрај протеинскиот дел, жлучката има соединенија кои што не може да ги надоместиме со ниеден друг тип на исхрана, може, треба да се внесуваат, но во умерена количина. Сега ќе говориме за диетите, што значи диета и кое е научното мислење за диетите. Еве сега преоѓаме на диетите, оние кои што имаат покачена телесна тежина, кога сакаат да ја регулираат, обично се обидуваат да ги сврлат мастите од исхраната, надевајќи се на таков начин дека ќе го симнат масното ткиво. Сега и долго време кај оние кои што има прекумерна телесна тежина применува нискомасни диети. Па сега дали обезмастената исхрана би била правилен пристап кога станува збор за диетите? Да, ставовите се менуваат низ годините. Диетите се познати уште од 1826 година. Значи, колку години, децении се поминати, има различни типови на диети. Меѓутоа, диетите, што значи диета, промена на стил на исхрана, но треба да биде промена на стил на живот, јас би рекла, не само промена на стил на исхрана. И точно е дека во еден период имаме разни трендови.
Трендовите, самото име кажува, тоа е привремен тренд, не е нешто што е стил на живење. Ние говориме тука дека треба да се смени стилот на живење. И низ годините има различни типови на диети. Диета со низок степен на јаглехидрати, диета со висок степен на јаглехидрати, низок степен на протеини, обратно, храна, исхрана која што има низок процент на масти, висок процент на јаглехидрати. Имат различни миња, палео диета, кето диета, Аткинс, Юен диета, хроно диета, диета со јајца, диета со краставици. Тоа се, најпопуларните. Меѓутоа, ако отворите, прилично бив заинтересирана за типот на исхрана. Сега јас говорам овде и како професионалец, меѓутоа и од лично искуство, затоа што применив некои од променитите режими на исхрана, лично кај себе и кај моето семејство, за да ги видам ефектите. Споменавте експериментална биохимија и затоа потенцирав. Ако сами на себе не направиме експеримент, нели, како ние би како професионалец јас би дал одредено мислење. Да, секако на добар пат сум, јас ќе потенцирам што е поентата на добра диета, односно стил на исхрана, да не се збунат гледачите бидејќи камерите додаваат неколку килограми, меѓутоа има разлика, секогаш да не ве оправдување. Меѓутоа променитата исхрана и денешниот став всушност е дека најдобри научно е докажано дека најдобри резултати дава исхраната каде што имаме висок процент на протеини, а нисок процент на јаглехидрати. Не говорам за комплетно исклучување на јаглехидратите, односно на шеќерите, бидејќи имаме шеќери кои што се поделени на сложени шеќери и прости шеќери. Тука зборуваме за намалување на простите шеќери, доколку некој може да ги исклучи, би било уште подобро. Меѓутоа и шеќерите имаат одредена функција во нашето тело, но дефинитивно последните сознанија се дека исхраната треба да се базира на високопротеинска исхрана со нисок процент на јаглехидрати. Ќе проговориме детално за тоа, но при тоа да се намалат и мастите или да се внесуваат во оптимална количина? Мастите имаат помена своја улога. Мастите имаат најголем калориски има многу обезмастени продукти на кои што можеме да не идеме, на кои што факт е дека тешко се адаптираме. Да, има обезмастени, но на сметка на процентот зголемување на процентот на јаглени хидрати. Ако се погледнат, кај нас регулативата не е толку јасна по ова прашање, меѓутоа ако ги погледнете етикетите на производите, вие може да видите замената на простите шеќери со што е, а односно, значи имаме само еквивалент на шеќерот на сахарозата, тоа е белиот шеќер. Меѓутоа белиот шеќер во нашето тело се разградува, ние имаме ензими кои што ги разградуваме, па имаме замена. Сега место масти имаме еквиваленти на шеќери, или пак имаме некои други продукти кои што во нашето тело повторно може да се претворат до глукоза, или пак во метаболизмот да се претворат и до масни киселини. Метаболизмот е прилично комплицирана наука, а биохемијата е таа која што се бави со метаболичките процеси во нашето тело. Ја морам да напоменам, метаболизмот ги опфаќа сите процеси во едно тело. Кога ќе внесеме ние продукти, говорам сега за луѓето, кај растенијата е друг е процесот и механизмот. Хранливите продукти што ги внесуваме подложат на физички и хемиски промени и има низа реакции кои што овозможуваат ние да го искористиме енергетски најдобро, да искористиме храната која што сме внеле. И овие метаболички патишта кои што се сретнуваат се всушност патишта кои што се должат на биохемиските реакции. А метаболизмот е поделен на два дела: анаболизам и катаболизам. Анаболизмот значи разградување, анаболизам се извинувам, изградување, катаболизам е разградување. Професорката сгреши. Но овие процеси во еден момент нешто се разградува, се преплетуваат, односно се вкрстуваат некаде. Нешто што се разградува станува субстрат, основа за синтеза на некое друго соединение. И затоа, кога говориме за метаболизам, и од тука е всушност и моето гостување, бидејќи ние специјалистите по биохемија, основна материја со која што работиме
е метаболизмот, односно метаболичките патишта, интерконверзијата и интеграцијата на сите метаболички патишта во нашето тело. И затоа и сметам дека можам најдобро да им одговорам адекватно да го појасните бидејќи не е само нели моментот дали да внесуваме шеќер или да внесуваме масти, бидејќи посложено е сето тоа. Многу посложено. И сега, кога сме на тема поедноставување на работите, некои слабеат побавно во споредба со други. И објаснувањето го наоѓаат во својот бавен, спор метаболизам. А има ли бавен и брз метаболизам? Да, тоа е еден мит и посебно дали има разлика меѓу машкиот и женскиот метаболизам. Повеќе од мит има биолошко објаснување, има една голема биолошка варијабилност кај машкиот и женскиот пол. Бавен и брз метаболизам се должи повеќе на базичниот метаболизам. Ние сите имаме еден базален метаболизам кој што ни овозможува да ги обавуваме сите витални функции, дишењето, циркулацијата и се она што е неопходно за наше секојдневно екзистирање. Значи, не говориме за енергија колку ни е потребна или колку се добива кога внесуваме храна или кога имаме одредена физичка активност, туку после одмор, значи не зборуваме во сон. И овој базален метаболизам зависи од полот исто така. Сега ги надоврзуваме и разликите помеѓу машкиот и женскиот пол. Мажите физиолошки имаат повеќе мускулатура, за среќа и нивна. Мускулатурата е изградена, мускулите се изградени од протеини. Протеините се метаболно активни органи. Трошат многу повеќе енергија, за разлика од жените кои што имаат повеќе масно ткиво. Физиолошки ние имаме повеќе масно ткиво. Масното ткиво не е само депо на масти, односно депо на триацилглицероли кои што ни служат за енергија. Масното ткиво е хормон, односно орган кој што лачи хормони. Ке го замислиме како ендокринна жлезда. И претворбата на мастите, бидејќи споменав имам интерконверзија на метаболичките патишта, и добивањето на енергија е многу поголема во мускулите. Затоа мажите имаат побрз, би рекла, метаболизам во однос на жените. Зборуваме за мажи каде што немаме прекомерна телесна тежина, мажи каде што немаме прекомерно депо на триацилглицероли. Потоа, во однос на метаболизмот, споменав машкиот и женскиот пол, но и хормоните тука играат улога. Естрогените и тестостеронот имаат различна функција. Андрогените, значи тестостеронот е анаболен хормон, кој што служи во изградба на мускулното ткиво. Естрогените нас на штитат жените некаде до 50-та година и дистрибуцијата на масти е различна при менопауза и по менопауза, за жал. Сите кои што сме во тој период ги гледаме промените и како се дистрибуираат масните клетки во нашето тело, односно масното ткиво. И телесната тежина, и стомачата дебелина. И флуктуации има и не само во перимено и менопауза. Знаете дека ритмот менструалниот циклус во втората фаза нели има поголем апетит, нервоза поголема, се тоа влијае и во дистрибуцијата и разградувањето на мастите. Споменавте дека најдобра алтернатива за губењето на телесната тежина е намален внес на јаглехидрати, а зголемен внес на протеини. Сегашните, да. Но дали зголемениот внес на протеини е секогаш здраво решение? Дали оваа диета, дали овој режим на исхрана би можел да се поистовети, да речеме, со кето диетата? Да. Што е тоа кето диета? Ајде вака стига, ова ми е умирено прашање. И таму има исфрлање на јаглехидратите максимално. Да, и споменавме дека има различни типови на диети, односно типови на исхрана. Не го сакам според диета, меѓутоа се применуваат кај нас и диетите. Зошто не ги сакам диетите? Затоа што краткотраен е ефектот на диетите. Ние зборуваме дека треба да се смени, и мојот апел ќе биде со гостувањето во оваа емисија, да се смени стилот на живење. Најлесно ние да пратиме одреден режим. Да имаме диета, да ни дадат правила како треба да се храниме, што да внесуваме, што да исклучиме, колку милилитри вода или литри вода да внесуваме, но ние треба да го смениме нашиот мајндсет, односно начинот на размислување
За потоа да не се вратат да килограмите не се по вратиме прекинот на долготрајно, бидејќи говориме за стил на живот кој што ќе ни овозможи намалување на телесната тежина, затоа што дебелината не е само естетски проблем. Дебелината е хронична болест и треба сериозно да се бавиме сите. И ние докторите да апелираме, почнувајќи од матичните доктори и секако специјалисти од одредена област. И сега да се навратам на прашањето за типовите на диета, односно за типовите на храна. Што е кетогенна диета? Кетогенната диета беше многу популарна пред неколку години и се уште е популарна. Меѓутоа нема апсолутно никаква медицинска оправданост, а дефинитивно е докажано дека најмногу се трошат килограми со кетогенната диета. Што правиме? Дека се топат килограмите. Се топат, да. Речи си преку ноќ, што се да. вели. Што се случува? Кај кетогенната диета се исклучуваат јаглехидратите, протеините се намалуваат, се имаме зголемен внес на масти. Меѓутоа мастите никој не седнува да јаде 100 грама путер или чварки или сланина, туку се користи масна, значи храна која што има голем процент на масти, месото исто така има, некое место има одреден процент на масти. И сега што се случува во нашето тело? Кога внесуваме многу масти, а не внесуваме јаглехидрати, клетката е гладна за енергија, бидејќи крајниот ефект на метаболичките процеси е да се добие енергија. Енергијата е во облик на АТП, аденозин трифосфат, тоа го знаат уште од основно училиште. Ако не внесуваме јаглехидрати, а јаглехидратите, нели, сите моносахариди, тоа се наједноставните градбени елементи на шеќерите, на сложените шеќери, тие се разградуваат, има метаболички патишта да се разградат, односно да се претварат во глукоза и фруктоза ако јадеме, тоа е овошниот шеќер, или сахарозата, тоа е белиот шеќер, се разградуваат до глукоза. Глукозата се разградува и се добива едно соединение кое што треба да се поврзе со едно друго соединение, да влезе во еден циклус на разградба, што значува циклус на лимонска киселина, за да се добие на крај CO2 и H2, односно јаглеродиоксид и вода, а понатаму имаме процес на добивање енергија. Ако ние сега не внесуваме јаглехидрати, клетката е гладна, бидејќи ние како гориво, ние говорам сите луѓето, прво ги искористуваме јаглехидратите како извор на енергија. И сега, ако немаме јаглехидрати, почнува телото, а мора да обезбеди енергија, телото почнува да ги разградува собствените масти. Мастите, кога се разградуваат, учествуваат ензими, ние добиваме масни киселини и еден алкохол, глицерол. Масните киселини понатаму се разградуваат и добиваме едно друго соединение кое што се тоа е активирана оцетна киселина. Сега да не навлегувам многу во биохимијата и во химијата. И ова соединение што се добива, сега го користат митохондриите, бидејќи ова се одвива во субцелуларни органели, во црниот дроб, во митохондрии, служи тој ацетилкоензим за синтеза на кетотела, значи кетонските тела. И од тука е името кетогена или кето диета, бидејќи имаме зголемена продукција на ацетон, ацетоацетат и бета-хидроксибутерна киселина. Тоа се тие кетонски тела кои што ние може да ги детектираме во крвта, но најчесто во урината и тоа ацетонот. Ацетонот не е оној за вадење лак, туку ацетонот се има друга има структура. Сега овие кетонски тела, зошто велиме привремено може по еден одреден период на адаптација. Кетонските тела се на некој начин растворли во форма на мастни киселини, на масти, бидејќи мастите се по дефиниција хидрофобни, не растворливи во вода, и кетотелата се пренесуваат до мозокот. И тоа е еден период на алтернативно обезбедување на енергија на мозокот. Мозокот единствено како извор на енергија користи глукоза. Но ако немаме глукоза, а рековме дека не внесуваме шеќери во кетогенната диета, мозокот мора да користи енергија за да функционираме, нели? И когнитивните функции наши ќе бидат загрузени. И затоа овие кетонски тела кои што се добиваат со, да се вратам назад, со прекомерното разградување на масти и добивање на тој ацетилкоензим кој што се притвара, се разградува до
кетонските тела, мозокот ги користи како алтернативно гориво, како алтернативен извор на енергија и пациентите кои што, односно не мора да се пациенти, лицата кои што започнуваат оваа кето диета, се многу среќни кога ќе влезат во кетоза. Тука јас многу реагирам и знаете на социјалните мрежи сум пишувала, бидејќи многу, видете, ние што разбираме метаболизам и знаеме до каде може да одиме. Меѓутоа, лицата кои што немаат едукација и свесно влегуваат во кетоза, а како или кетонурија, бидејќи кетонските тела во урината се детектираат и знаете дека има тракички. Сега тие редовно испитуваат урина. Редовно и па токму проверуваат колку имаат кетони во кетонски урина. тела, односно ацетонот во урината може да го детектираат, состојба позната како кетонурија. Но многу е опасно кај лица кои што веќе имаат здравствен проблем, посебно лица кои што имаат нарушен метаболизам на јаглехидрати и на масти, тука пред себе ги спомнала диабетичарите, да не се играат, да не претеруваат. Јас кажав, најефикасно е, меѓутоа апсолутно нема никаква медицинска оправданост, затоа што долготрајното исцрпување и долготрајниот начин на консумирање, односно примена на оваа диета, може да ги доведе во една исклучително загрозувачка состојба по нивното здравје, а тоа е една метаболна, односно кетоацидоза. Тоа е нешто слично што добиваат диабетичарите? Диабетичарите, кога имаме нерегулиран диабет, кај диабетичарите се одредува не само гликемијата, бидејќи тука имаме нарушување на метаболизмот на масти. Кај диабетичарите тоа е посложено, така. Се е сложено, бидејќи метаболизмот не се гледа засебно како метаболизам на јаглехидрати, протеини и масти. Испреплетени се патиштата, пак ќе повторам, нешто што се добива со разградување во идниот метаболички пат, служи како суровина или прекурсор за добивање на некое друго соединение. Како може да забележи дали влегле во оваа кетоацидоза што ја спомнавте? Значи прво тоа е цетонемија, ако не се лажам? Значи кетонемија е во крв. Добро. Се што е во крв има суфикс емија, овде говориме кетонемија, а тоа што е во урина е кетонурија. Говориме главно за ацетонот кој што ние може да го одредиме. Имаат сега каде имаме ние зголемена опасност за добивање на кетотела, свесно пригладување, кога намерно некој се изгладнува, или е во одредени услови, во одредена физичка околина каде што не може да прима јаглехидрати, или кај диабетичари. Кај диабетичарите многу често кај нерегулиран диабет имаме кетоза која што може да прогредира, како што кажав, до метаболна ацидоза. Тоа значи закиселување на организмот, бидејќи во крвта ние имаме pH на крвта од 7,35 до 7,45. За среќа имаме пуферски механизми, оние што не дозволуваат нагли промени на pH на крвта. Тоа е пуферот во крвта, бикарбонатен пуфер, респираторниот систем, понатаму бубризите, најкасно се вклучуваат најдолготрајно. Тие не дозволуваат вакви драматични промени, бидејќи мало отстапување од 0 неколку единици веќе може да го доведе организмот во ацидоза. И овде говориме за таква метаболна ацидоза, или пак во алкалоза кога имаме сколемување на pH. Така што во домашни услови има многу трудови објавено, кейс репорти, односно прикази на случаи каде што намерно, бидејќи знаат дека има ефекти, знаете, сите што се на диета се многу среќни кога ќе видат дека се намалуваат килограмите, па не се само килограмите, потоа и обемот на струкот, нели и целокупната силуета се менува на луѓето и свесно одат и понатаму уште еден чекор повеќе, но затоа апелот е да бидат многу внимателни. Значи многу внимателни, иако има некои студии кои што покажуваат дека кето диетата па и дава некакви подобрувања кај невролошките нарушувања. Да. Пред неколку години јас бев на една конференција која што беше посветена на атеросклероза и исхраната, диететските препораки. Единствено од врвни нутриционисти имаше консенсус дека има овој тип на исхрана треба да се пременува кај лица со епилепсија. Бидејќи мозокот е исклучително богат со масти. Ние имаме многу сложени масти кои што ги изградуваат мозочните клетки. Ќе споменам само секој нервно влакно има една обвивка која што е изградена од сложени масти, да не говорам структурата на мозокот каква
и од тука и се дава, значи, оваа кето исхрана како помош во третманот, односно во борбата со епилепсија, има намалување на епилептичните напади, но секако под строга контрола на невролог и на нутриционист. Значи, кето диетата само под строга контрола? И кога е неопходна? Јас се во домашни услови би рекла да не, да бидат многу внимателни. Многу внимателни да бидат сите граѓани, не се пациенти, сите, сите кои што се одлучуваат, да. Не ја препорачувате во некој Јас апсолутно не препорачувам ни една диета која што дава брзи резултати за кратко време. Сметам дека ние треба да работиме ригорозни диети. Има ефект, не велам не, и се гледа дека има ефект, меѓутоа исцрпувањето на организмот не може да оди на долги стази. Затоа што ние сите имаме потреба од енергија, ние може да не внесуваме јагле-хидрати и гликогенските резерви, бидејќи шеќерот што го внесуваме, глукозата, не се таложи како шеќер, туку се таложи како гликоген. Тоа е полисахарид, сложен шеќер. Во растенијата имаме скроп, во нашето тело имаме гликоген. Гликогенот се таложи во скелетните мускули, се таложи во црниот дроб, како извор на енергија. И кога не внесуваме јагле-хидрати, ние го разградуваме гликогенот. Гликогенот може резервите кај една просечна личност со просечна телесна тежина од 18 до 24 часа да се разгради. Потоа оди вториот чекор, разградба на мастите за да обезбедиме енергија за телото, а во услови на гладување секогаш ќе биде предноста ќе се даде на разградување на мастите, бидејќи телото многу внимателно ги штеди резервите на глукоза, бидејќи еритроцитите ги барат и мозокот бара. Затоа реков да бидеме многу внимателни што правиме. Така. Бидејќи очигледно може да дојдат до сериозни последици до здравието. И ние докторите треба апсолутно да потенцираме да бидат или под надзор на доктор, меѓутоа доктор кој што го разбира метаболизмот. Би требало во Америка само 5% од матичните доктори се занимаваат со проблемите на исхрана и прекомерната телесна тежина, а прекомерната телесна тежина е глобален проблем. Веќе говориме за глобезити. Ако земеме обезитас, дека е нели терминот кој што кажува дека дебелина, прекомерна телесна тежина, бидејќи таа е градуирана прекомерната телесна тежина во неколку степени, тука станува збор за глобезите. На глобално ниво имаме проблем, знаеме зошто. Поради седентарниот начин на живот, седечкиот начин на живот, поради бомбардирањето со хранливи продукти кои што се процесуирани, односно не процесуирани, процесирани, односно обработени, каде што имаме високо ниво на шеќери, на сол и на масти, па некогаш мастите нели се ќе видиме дека е fat free, односно нема голема количина на масти, но имаме зголемување на јагле-хидрати. Да не говорам трендот на сите се интолерантни кон глутен сега во последно време, па бараат глутен фри, односно храна без глутен. Ние точно знаеме што е глутенот и која болест е целијакијата се јавува како резултат на промените во цревата кон овој протеин. Меѓутоа, одеднаш сите стануваат интолерантни, сите стануваат алергични. Нема алергија, има друга патолошка состојба, така што да не биде сега да се прати одреден тренд, да се купуваат продукти кои што пак имаат замка во себе и богатство на други материи. Енергетски. Ајде да проговориме за, значи никако да не паѓаме во вие замки, да не ги следиме трендовите, туку едноставно здравиот начин на живота, знаеме сите што е тоа. Но кога некој има желба поради естетски причини, понекогаш и здравствени, да ја регулира телесната тежина, сепак се применуваат овие диети или пак режими на исхрана. Што е со наизменичниот пост? Односно, кога се конзумира храна во одредена временска рамка, да речеме од 8 часа, а има 16 часа гладување. Да. Во тие 8 часа за автофагија, така? За автофагија ве прашувам, така. Да. Вака, јас пред да одговорам на ова прашање, споменав дека дебелината е глобален проблем, но исто би напоминала дека генетиката игра голема улога. 65% од body mass index, тоа е параметар кој што нас ни кажува, зема во предвид висина, тежина,
и ние проценуваме врз основа на body mass индекс за каков тип на лик станува збор. Имаме тука и други параметри, висцералната дебелина, Тоа е стомачната дебелина, која што да не зборуваме за она подкожно масно ткиво, туку висцералните масти кои што се наоѓаат под мускулите, меѓу органите. Ја споменав, масното ткиво е активен орган кој што лачи хормоните, како активен биолошки. Сега, ме прашавте за автофагијата. Автофагијата значи, сега ќе употребаме моето знаење од грчки јазик, автос, само и фагито од исхрана. Значи, сам себе е еден слободен превод, како се јаде, клетката се јаде сама себе, автофагија. И утврдено е дека во процес на долгочасовно гладување, почнува да се разградуваат резервите во клетката. Значи, реков, прво гликогенот ќе се разгради, кој што се разградува до глукоза. Потоа почнуваат да се разградуваат мастите и потоа на крај најнепожелно е да почнат да се разградуваат протеините. Тоа е најлошото нешто што може да му направиме на сопственото тело, да дојде моментот на разградување на сопствените протеини, бидејќи протеините се основни градбени елементи на секоја клетка. И сега имаме долг период на гладување со еден период на консумирање на храна, 16-8 најчесто, 16 кога одмара организмот, не се внесуваат хранливи продукти, и во овие 8 часа кога се внесува храна. За периодот на мирување почнува да се разградуваат резервите, клетките не се гладни, тие имаат резерви, ние во тие 8 часа кога внесуваме хранливи продукти, резервите ќе се надополнат. Меѓутоа, со ова изгладнување во одреден период, ние имаме разградба, па имаме вклучување на ензими кои што се складирани во одредени органели, лизозоми, па се разградуваат овие материи, па тие што ќе се разградат, потоа ќе служат како суровина за добивање на градбени блокови кои што не се неопходни. Да, тренд е и меѓутоа, гледајќи низ годините, не трае долготрајно. Сега зборуваме за нешто што треба да биде стил на живот. Применуваат и има ефекти, меѓутоа краткотрајно, бидејќи не може... Ретко кој може да издржи таков режим. Ретко кој може, посебно пак ја споменам кај диабетичарите. Диабетичарите, ние знаеме дека не смееме да дозволиме големи флуктуации. Значи, те не смеат да ризикуваат. Апсолутно не. Апсолутно. Кога зборуваме за редовната исхрана, професорке, да речеме, колку протеини можеме да внесеме, колку јајца во текот на денот, колку месо, дали нашиот организам сето тоа сепак ќе може да го обработи, толку протеини? Видете, правилото е која исхрана е најдобра, која храна е најдобра, таа која што најмногу му одговара на некој и кој што може да следи. Нема идеална, нели? Некој може да прати одреден режим на исхрана, некој не може да прати. Мене лично ми пречат многу протеините, иако знам дека протеините, јас не сакам месо воопшто, не сум љубител на месо и јас со сила внесувам протеини и наоѓам други алтернативни облици на протеини. Колку ќе зависи од физичката подготвеност и ќе зависи од здравствената состојба. Сега ние знаеме дека протеините се неопходни, јајцата се неопходни, меѓутоа еден маж кој што има мускулна маса голема, така, има голема потреба, бидејќи мускулите, реков, се активни и трошат, бараат многу енергија, секако потребата за протеини ќе биде многу поголема отколку кај некој кој што нема мускулна маса. Така што индивидуална е проценката, не може да генерализираме. Во исхраната и во диетите, една, знаете поговорката, one size doesn't fit all, односно една, сега да приведам, една големина или не им одговара на сите, така што секој треба да најде соодветен начин на исхрана и нешто што е многу важно, а тоа е физичката активност. Ние мора да ги градиме мускулите. Но тоа не значи некој што не се бавел со физичка активност и сега почнува режим на исхрана. Самата промена на режимот на исхрана е голем стрес за организмот.
токму поради сите хормони кои што се вклучени во метаболичките патишта, во анаболните и во катаболичките патишта. И сега на тоа замислете додавате и физичка активност, која што е голем стрес за некој кој што воопшто не се движал, а да не зборувам друга некоја поинтензивна физичка активност. Така што промената на режимот на исхрана со физичката активност е формулата за рецептот за успех, за и да се избегнат оние јојо ефекти и амплитуди во телесната тежина, нели? Да, има губење па враќање на килограмите. Има еден момент кој што сите треба во животот го доживуваат, моментот кога се будат, а би го превел исто од англискиот термин хаос. Меѓутоа напишано на англиски, односно хаосот би било кардиоваскуларни болести. H, односно Х, тоа сега морам пака да преведам, е хипертензијата. А е појава на диабет во адултна возраст, бидејќи диабет тип 2 и диабет тип 1 се сосема различни состојби, докаде стигнав до О, обезитас, и С, строк, односно мозочен удар. Најдобра е превенцијата, но и вклучувајќи се и јас тие кои што одреден период сме се хранеле на различен начин, меѓутоа има и медикаментозна терапија која што придонесува кон зголемување на телесната тежина, во одреден момент треба да се разбудиме за овој хаос, да не дозволиме да направи уште поголеми оштетувања, да бидеме зависни од терапија или од друг начин на регулирање на телесната тежина, бидејќи исхраната и физичката активност, односно движењето и мускулната, говориме да се разбудиме, телото да не биде активно, мускулите да ги активираме, но реков, не да почнеме со маратон, туку тоа се вежби на отпор. И има неколку нивоа во зависност од физичката подготвеност на лицата и потоа, ако овој режим, промена на хигиено-диететскиот режим и физичка активност не дадат резултат, имаме медикаментозна терапија, знаеме дека постојат и на нашиот пазар, и потоа имаме и хируршки третман. Меѓутоа, да не дозволиме, нели, да се стигне, иако има лица кои што едноставно имаат отпор и не успева, бидејќи метаболизмот е навистина многу сложен, некогаш принципот на исхрана и типот на исхрана кај одредено лице не дава резултати кај некое друго лице, така што мора да се направи една компилација од сите овие можности. А чеевите за слабење ќе дадат ефект? Не сум сретнала во литература. Значи нема нешто што би влијало на метаболизмот. Метаболизмот, споменав и пак ќе повторам, е многу сложен. Метаболизмот, проучувањето и знаењето на сите метаболички патишти, да знаете, да умеете во главата, да ги имате постојано пред вас и да знаете при разградба на масти што се добива или при разградба на одредени протеини, аминокиселини се градбени елементи, под нив се добива нешто друго, е многу комплицирано и затоа биохемијата е многу тешка наука, посебно кога говориме за метаболички процеси кај луѓето. Чаевите ќе ве натераат само да мокри, односно вас тие што применуваат, консумираат чаеви, ќе мократ почесто. Дека ќе има некој голем ефект, до сега не сум сретнала јас дека има некој чај кој што има некој волшебен ефект врз во поглед на слабењето. Исто би споменала, нели, првичната радост е кога ќе се изгуби одредени килограми на почеток на слабењето, но на почеток, бидејќи ако не внесуваме јаглехидрати, се трошат гликогенските резерви, а гликогенот врзува вода. Јас споменав дека прво гликогенот ќе се разгради и водата се ослободува и тука е таа првична среќа, ама треба да биде двигател за понатаму, да опстојат во диетата, односно во начинот на исхрана, се со цел да имаат подобра здравје, бидејќи рековме, дебелината не е само естетски проблем. Стигматизирани се лицата кои што имаат прекомерна телесна тежина. Знаете како децата уште во посебно тинеџерска возраст тие се предмет на булинг, за жал.
И јас како едно олеснување, може би рекла за оние кои што се борат со прекомерните килограми, не се работи за лоша волја, за слаба волја, за неистрајност. Затоа што дебелината е резултат на дејството на многу хормони и химиски супстанции во нашето тело, а ние сме социјални битија кои што сме во една интерконекција сите меѓу себе, и стилот на живење на некој што е околу нас ни влијае и на нас самите, посебно кај лицата кои што имаат прекомерна телесна тежина. Ова се трудови, има една Фрамингам студија, сите кои што во медицината, посебно со кардиоваскуларните болести, се навлезени, која трае повеќе децени. И утврдено е, ако едно дете има прекомерна тежина, наредните години е голема шансата неговото братче или сестричка да имаат прекомерна телесна тежина. Ако еден од брачните партнери, емотивните партнери кои што живеат заедно, има прекомерна телесна тежина поради типот на исхрана што најчесто ја консумираат заедно, и кај партнерот ќе има. Кај пријатели, посебно од ист пол, кај комши не е забележано. Сега ова се резултати од студии, меѓутоа пријателите, иако се надалечени, комуницираат меѓу себе, посебно ако се од ист пол. Ние го прифаќаме образецот кој што нам ни одговара, ако и се дружат, тие што имаат прекомерна телесна тежина, со другите да не бидат различни. Многу ни е тешко да признаеме дека се разликуваме на полоша, така? Така. И тука е оној социјален момент кој што е битен исто така во за здебелувањето. Бидејќи наоѓате утеха секогаш, па ако можете, зошто па не е страшно. Так. И некако се групираат така, а се реков стигматизирани, дефинирани се како мрзливи, лица кои што не може да истрат. Не се работи секогаш само за тоа. Не, проблемот на дебелината е многу сложен. Да закружиме во денешното издание на Телма амбуланта дека треба да кажеме не на ригорозните диети и дека треба всушност да направиме промени во животниот стил. Така. За да ја постигнеме посакуваната тежина и да ја одржиме. Да. Иако во периодот на перименопауза и менопауза очигледно тоа е потешко кај жените, но со упорност се постигнува. Упорно се постигнува и да не се откажуваат секој позитивен, иако јас реков сум поборник на диети, односно стил на исхрана кој што е базиран на наука, тие се подолготрајни, ефектите се гледаат по подолг временски период, меѓутоа апсолутно нема да штетат на здравието и да со дигната глава да почнат да ги практикуваат диетите, односно променитиот стил на исхрана. Да. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување и што ги појаснивте бројните аспекти поврзани со метаболизмот и на мастите и воопшто на покачувањето на телесната тежина. Благодарам многу на поканата и да им честитам среќна нова година и однапред и среќни божични празници, да внимаваат со исхраната. И со пријадувањето во предстојниот период. И алкохолот секако. И алкохолот, така. И благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.